току-што пристигна, силен земјотрес од 5,3 Рихтера го погоди Крит. Нема извештаи за настрадани или материјална штета. Очекуваме информации, ќе ви известуваме во текот на денот. А многу калкулации околу датумот за извештајот на така наречената адхок комисија за инцидентот во собранието на 24 декември. Дојче Веле јавува дека извештајот ќе биде подготвен најдоцна до 24 август, иако првиот неформален рок беше 10 дена порано. Комисијата не може да работи во полн состав поради ненајдената оставка на нејзиниот председател Борче Давидковски, а според германското радио проблем за исполнување на рокот се и годишните одмори. Ова извештај е дел од ангетата на еврокомесарот Филе, договорена со челните политички субјекти во земјава, неопходна за извештајот на Европската комисија за нашата држава, што треба да биде подготвен од Европската комисија на 16 октомври. Нема терористички кампови во Македонија, изјави портпаролот на Министерството за внатрешни работи Иво Котевски, а пренесува денешна Република. Министерството за внатрешни ги демантира информациите на руското радио Глас на Русија, според чии информации во земјава постоеле кампови за обука на исламски терористи. Министерството ја следи безбедносната состојба и во земјава и во регионот и нема никаков посериозен ризик по безбедноста на граѓаните, вели Котевски, и дополнува дека институциите се подготвени веднаш да реагираат и неутрализираат каква било опасност. Руското радио, повикувајќи се на разузнавачки информации, објави дека во западниот дел на Македонија се обучуваат исламски терористи за самоубиствени бомбашки напади. Државното руско радио ја посочи Македонија како дел од исламистичкиот план Европа 3000 за окупација на Европа. Инаку утре се навршуваат 12 години од масакрот кај Карпала, каде што во нападот на терористичките групации на тогашната ОНА беа убиени десетмина припадници на безбедносните сили на Република Македонија, а тројца беа повредени. Во Прилепот, каде што потекнуваат најголемиот број резервисти, денеска и утре се планирани повеќе настани во чест на бранителите, а утре ќе биде и откриен споменикот Прилепски бранители кај Основниот суд. Официјална Атина тактизира на само еден ден пред посетата на грчкиот премиер Андони Самарас на Вашингтон. Нема одговор за последниот пакет идеи на посредникот Нимиц. Самарас, освен со Обама, има средба и со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, што е можен сигнал за придржување на разговорите, доколку Самарас не разговара со Бан само за Кипар. Грчкиот премиер Адонис Самарас ќе дојде на средба со американскиот претседател Барак Обама во Вашингтон без одговор на последниот сет идеи на медијаторот Метју Нимиц од пред 3 месеци. Македонската страна пак постојано бара нова рунда разговори во рамки на Обединетите нации. Експертите во Вашингтон оценуваат дека темата за спорот што ја кочи Македонија за членство во НАТО и во Европската Унија дефинитивно ќе се покрене од американска страна. Мислам дека некој од американска страна ќе го покрене прашањето за името, но не знам дали тоа ќе биде председателот Обама. Од Белата куќа не сакаат да коментираат за темата на разговорите, ниту од канцеларијата на генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, кој ќе има средба со Самарас еден ден по средбата во Белата куќа во Вашингтон. Немаме што повеќе да додадеме по ова прашање, изјави за македонската телевизија портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Мајкл Несаки, како одговор кој е ставот на првиот човек на светската организација околу идејата за засилување на процесот со директни средби. За македонската телевизија од Вашингтон, Ирина Гелевска. Се упростуваат градежните постапки. Документите за градба ќе се обезбедуваат по електронски пат. Ова се однесува и на жалбите. Дополнителни поволности за легализација на дивоградбите. Она што е најзначајно за граѓаните на Република Македонија е тоа што во претходниот закон беше предвидено дека кога ќе се легализира објектот мора да се донесе детален урбанистички план за да се откупува земјиштето. Со измените на законот се возможува и доколку нема детален урбанистички план, да може странката, граѓанинот која го има легализиран објектот, најпрво да си го откупи земјиштето под објект. И на некој начин со тоа целосно ќе го легализира и објектот и земјиштето, по претходната цена исто по 1 евро по метар квадратен,
а кога ќе се донеси планот, после ќе може да си го откупи дворот. Тоа е добро, бидејќи ова беше едно од поголемите барања на граѓаните кои веќе се ги легализирале објектите, бидејќи дел од општините, посебно руралните општини, немаат донесено детални урбанистички планови и со ова излегуваме во пресрет на барањата на граѓаните. Полковник Орце Поповски е новиот декан на Војната академија. Новиот декан на академијата генерал Михајло Апостолски вети по активно вклучување на армиската наука во научно-истражувачките дејности во земјава. За ресорниот министер за одбрана Џафери е суштинско дека покрај дипломата за армиски офицери, овие интелектуалци се здобиваат и со цивилна диплома неопходна за други професии. Пред се наметнав дека мора да се подигне квалитетот и на наставно-научниот кадар, но и на наставно-образовните програми. Потоа мора да се зајакне меѓународната соработка, особено во делот на летниот кампус. Питомците се здобиваат со можноста да имаат и цивилна диплома покрај дипломата за образование за офицери во армијата, со што во животот им се овозможува да нивна единствена професија не биде само војната професија. Судот во случајот Телеком, а судскиот процес што ќе почне на 1 октомври ќе трае до 2015 година. Судењето против тројцата менаџери Елек Штрауб, Андреш Балок и Томаш Морвај ќе се води пред порота. Според судијата Саливан, обвинетите и другите организирале коруптивна шема, насочена кон македонската влада и притоа потпишале лажни документи пред ревизорите на нивната компанија, како и лажни поднесоци до Американската комисија за харти од вредност. Обвинетите во 2005 година дале мито на политичари од македонската, но и од црногорската влада, за да го попречат отворањето на телекомуникацијските пазари за останатата конкуренција, со што оствариле екстра профит. Ескалација на тензиите на турско-сириската граница. Во престрелки повредени 18 војници и 8 мина цивили. 3000 шверцери на гориво се обиделе илегално од Сирија да преминат во Турција. Стравот на експлозија во Росарио, третиот град по големина во Аргентина, настрада најмалку 12 лица во експлозија на газ. Гори аеродромот Џомо Кенијата во Најроби. Свето денеска. Најмалку 12 лица загинаа, 63 се повредени во експлозија на природен газ во Аргентина. Од експлозијата е уништена 10-катна стамбена зграда во центарот на градот Росарио. Илјадници лица се евакуирани од околните згради, а неколку училишта се затворени поради страв да не се урнат. Голем пожар во меѓународниот аеродром Џомо Кенијата во Најроби. Голем дел од аеродромот е уништен. Авиосообраќајот е целосно затворен, освен за вонредни слетувања. Кога поминав имаше мало облак од чад надвор од една од зградите и тогаш го забележав огнот. Пожарот е локализиран, за жал изгубивме голем број канцеларии. Пожарот избувнал во имигрантскиот сектор и го зафатил оделот за меѓународни слетувања. Најмалку 9 мина војници загинаа откако племенски борци погодија воен хеликоптер во Јемен. Според очевидци, хеликоптерот пукал врз вооружените членови на племето, кои оштетиле нафтовод. Во меѓувреме, американските власти дадоа дозвола за напади со беспилотни летала врз цели во Јемен, пишува Вашингтон Пост. Ваквата одлука е дел од напорите за спречување на терористичките заговори на Ал-Каида, што предизвика затворање на дипломатските мисии на Блискиот Исток и во Африка. Програмата на американското разузнавање за следење на електронските комуникации не била само за откривање на терористи, туку и за економска и индустријска шпионаџа, тврди новинарот Глей Грейноулт, дописник на британски Гардијан од Бразил. Новинарот соопшти дека поседува околу 20.000 тајни документи доставени од поранешниот разузнавач Сноуден. Обама потврди дека ќе учествува на самитот Г20 во Русија, но изрази разочарување од времениот азил на Сноуден. Не прецизира дали ќе се сретне со Путин. Што крие ричето земја пред црквата Свети Атанас во Варош, таинствена гробница на Петмина Крушевчани, дел од македонската историја? Што крие купчето земја пред црквата Свети Атанас во Варош точно 110 години? Таинствена гробница на Петмина Крушевчани чува делче од македонската историја, сведоштво за последиците од Првата република на Балканот. Работејќи на книгата Крушево и Крушевската република од Никола Киров Мајски, во еден нејзин дел сретнав дека после завршувањето на востанието, некаде околу
14-15 август, на пат за Битола, земени биле околу 200 крушевчани, каде што во Варош некои биле одделени и убиени. Пронајдените фотографии и податоци го потврдуваат вечното почивалиште на крушевчани. Ова е местото точно пред црквата Свети Атанас во Варош, каде што лежат и по 110 години коските на петтемина крушевчани, убиени од турците веднаш по задушувањето на востанието. Варошани ја нарекле братска могила, на мермерна плоча ги впишале имињата на убиените. Ете тука и грбот е направен, повисоко е, палеа свичи некош. Копајќи по софиските архиви, Зоран Богески од Крушевскиот музеј ги открива фотографиите на барем тројца убиени, ексклузивно сега објавени. Претежно се млади луѓе од 21 до 35 години. Дел од членовите на групата се среќаваат во историските извори. Се членови и активни работници, учесници во организацијата. Братската могила се одржала 20 на години и ја разрушиле тогашните власти. Постоја две можности да се зачува споменот на убиените крушевчани. Тука одново да се обележи местото, бидејќи имаме фотографии, можеме да ја реконструираме таа братска могила, или да се ископаат нивните останки, да се изгради една алеја на илинденци во близина на познатото гумење. Купчето земја пред Варошката црква останува уште еден сведок на крушевскиот и македонскиот непокор. Владата му го предаде милениумскиот крст и земјиштето околу него на град Скопје. Локалната власт добива парцели од 3700 квадратни метри на врвот на водно на трајно користење. Овие парцели се внесуваат во катастарот на сопственоста, а потоа ќе биде прецизирана нивната крајна намена, велат извори во градските власти. И уште малку за вековното чување на верата, но и на традицијата. Во Струшкото село Нерези во возобновена црквата Свети Ѓоргија, изградена пред 2 века. Македонско оро, зурли и тапани и ручек за верниците кои го прославија чинот на возобновувањето на новиот храм во нивното село. После 25 години макотрпно градење на храмот Свети Ѓорѓија во Нерези, Струшко се освети храмот од страна на господин Тимотеј. Оваа црква датирала 180 години наназад. Црквава е возобновена на темелите од старата црква, која под терен на годините се сруши и е изградена старата црква во 1834 година. Така да ова е продолжение на, да речем, традицијата од тој период. Мештаните, а посебно оние кои се наоѓаат на печалба, видно возбудени за овој за нив голем ден. Во овие моменти имаме голем прилив на наши иселеници кои што во моментот се вратени во нашиве простори. На работа сум во Швајцарија, дојдем сум сега исклучиво само за ова. Овој храм се гради долги години. Осветувањето беше направено од струшките свештени лица и митрополите од господин Тимотеј. Овој крај се одликува со голема религиозност и, како што знаете, изградена од домашни мајстори и градежно, и фреско живопис, и иконите се направени од соселани, така да речам, или кои потекнуваат, се разбира, од ова село. Ова е голем настан за Нерези и Струга, посебно се мајки во предвид дека последниве 3 години со тешките кражби кои се случија во струшките цркви, каде на некој начин беше разнебитисано православието, повторно се враќа вербата во Бога. Трета среќа за Алеш Пипан во предводничката трета контролна средба од подготвителниот прв дел на македонските кошаркари за Европскиот септемвриски собир. Со влада на Хрватска синоќа со 78-74 во меч во кој по првите 2 периода хрватите има и плюс 10. За третата четвртина стартува фуриозно за македонскиот тим, за позитивата остварена во тој дел до крајот се издржа. Војдан Стојановски заврши како најпрецизен со 18 поени, 15 Боме Келеп, 13 уфрли Чековски. Еден од одлучувачките потези го направи 23 годишниот Брчков со блокадата која значеше анулирање на продолжение. Инаку на овој надпревар настапивме без Перо Антич и уште од првата четвртина без Предраг Самарџиски поради повреда. Македонскиот тим денеска попладне ќе одигра уште еден дуел со хрватите во Загреб, но овој ќе биде од затворен тип. За вчерашниот и денешниот наш противник ова беше прва надпреварувачка проверка. По Хрватска македонската репрезентација се враќа дома каде на 17 ќе се игра надпревар со Литванија како прослава на 20 годишното постоење на нашата селекција.
По 2 дена се оди за Шпанија, каде следа 2 надпревари со тамошната репрезентација, па потоа се замине за Германија на турнир каде ќе се реализираат 3 меча со домакинот Грција и Босна и Херцеговина. Евробаскетот стартува на 4 септември кога отвораме против Црнагора. Даниел Георгиевски со својата Стеауа и Јагим Брими со Марибор начекор до групната фаза во престижното фудбалско друштво Лигата на шампиони. Од Грузија 0-2 кој како залиха го понесе романскиот првак се покажа присуден. Стеауа одигра еден слаб дуел со тимот Динамо Тбилиси пред домашна публика завршувајќи 1-1. Идентичен скор со кој го започна реваншот Марибор и Јагим Брими обезбеден пред 7 дена од Кипар против Апоел, бидејќи синоќа немаше гол на обете страни. Георгиевски одигра 90 минути, додека и Брими беше во игра до 83-тата. Денеска ќе се комплетира третото квалификацијско шампионско коло со 8 преостанати средби. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов им го честиташе муслиманскиот празник Рамазан Бајрам на сите припадници на исламската вероисповед во земјава, при што упати честитка до поглаварот на исламската верска заедница Реис ул Улема Ефенди Сулејман Реџепи. Празнувањето на исламските празници во земјава е повод за меѓусебна почит и заедничка прослава на нашите граѓани. Празниците на различните верски заедници се стожер на меѓусебниот соживот во Македонија, вели во честитката до ИВЗ председателот Иванов. Честитка за Рамазан Бајрам испрати Комисијата за верски односи. Ги гледавте вестите во 13 часот. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.